Регулаторната комисија ги прави последните пресметки околу новата цена на парното. Според анализите на РК, ако се прифатат сите трошоци на фирмите за топлинска енергија, во тој случај цената би пораснала над 50%. Поради инфлацијата, трошоците на компаниите се пораснати, но од РК на денешниот состанок ќе се обидат да ги убедат компаниите зголемувањето да не биде повеќе од 5%. Дали регулаторите ќе успеат во тоа ќе се знае откако ќе заврши подготвителната седница и откако ќе биде заклучена новата цена на грењето, која треба да се соопшти утре, а според проценките треба да важи во текот на целата грејна сезона. Од РК неколку пати до сега апелираа да се проложи и со субвенциите за топлинска енергија, за да се ублажи ценовниот шок. Со првичните пресметки кои компаниите ги доставија до регулаторна, дел од нив побараа над 50% зголемување на цената на грејењето, но поради тоа што одлуката не се донесе до крајот на јули, како што се прави вообичаено, регулаторна деновиве побара нови пресметки од фирмите. Сега се одлучува што од новите барања ќе биде прифатено, а што не. Регулаторна ја одложи одлуката за новата цена поради низа проблеми, меѓу кои и оној со топловодот, за кој со месеци градот Скопје и ЕСМ се натега кој треба да ја почне работата и да ги постави новите цевки на мостот Беласица. Пред известно време конечно ЕСМ објави дека почнале да работат, па поради тоа регулаторна одлучи да почне со пресметки за новата цена. Инаку градско парно користат нешто над 60.000 домаќинства. Најмногу приклучени има на ЕСМ или поранешно БЕК, околу 1900 на така нареченото железарско парно, а најмалку на Скопје Север, околу 400 домаќинства.